Добар ден и од мене. Мене ми е посебно драго што овие дебати имаат интерес. Еве, во дебата има поголем број. Ја ќе кажам, денес сме точно на 20-тиот ден од кога го почнавме овој процес на дебати. Ова е 16-та дебата. 6-та во оваа сала на еднаквите, каде што сите имаат иста вредност при искажување на своето мислење и мислиме дека мора со ова темпо да продолжиме, бидејќи ние имаме визија, знаеме што сакаме да постигнеме, но исто така многу е важно и да ги слушнеме вашите предложи, размислувања, сугестии, критики и ние еве ги запишуваме и им даваме стварно големо значење, потоа ги анализираме, гледаме добар дел од нив и да ги вградиме понатаму во нашите програми. Околу контактот, значи направивме форма и за електронска комуникација, веќе претседателите на комисиите си одговараат кога стигнуваат пораки, предлози, критики од нивните области. Мейлот е визијата за Македонија е gmail.com, исто така има една страница која што постои на Facebook, која што постои неполна една недела, значи каде што и на Facebook можете да не контактирате. Добар ден и од мене. Ви благодарам за големото присуство и верувам дека ќе имаме одлична дебата по нашата презентација. Во текот на презентацијата ќе се обидеме да ви представиме што е нашата цел, зошто имаме визија и каква визија презентираме пред вас, како до таа цел, зошто ни е потребен третиот столб за кој што дискутираме и дебатираме оваа недела и посебно ќе се фокусираме во денешната дебата на пристојната работа и вработувањата кои што се основата на едно општество во суштина. Што е нашата цел? Ова е слайд кој што насекаде и постојано го повторуваме. Значи, нашата цел е да се спротиставиме на растечката нееднаквост во оваа земја. Значи, тоа е првиот приоритет. Се бориме против нееднаквоста во Македонија. И кои облици на нееднаквост ги живееме секој ден, е убаво да се подсетиме пред да започнеме со предлагања на мерки кои што ќе ја намалат нееднаквоста во Македонија. Имаме нееднаквост пред судовите или владеачката гарнитура наспроти обичниот граѓанин во Македонија. Нееднаквост во законите, и ако се фокусираме на третиот столб, трудовото законодавство е целосно на страната на работодавачите, наместо да биде на страната на работниците. Имаме нееднаквост при вработувањето, наместо знаењата и вештините да ви бидат водилка кон вработување, напротив, денеска партиската книжка е онаа која што ви е влез за вработување. Нееднаквост при напредувањето на работа, само блиските луѓе напредуваат за разлика од останатите. Нееднаквост при распределба на тендерите, нееднаквост во доходот и имотот, само мала група на граѓани се богати на сметка на останатите граѓани кои што постојано осиромашуваат. Нееднаквост при користење на јавните добра и нееднаквост во добивање на државната поддршка. Или тука се странските претпријатија наспроти домашните претпријатија. И сите ние секој ден живееме уште многу нееднаквости, но убаво е само да посочиме на овие кои што ги сметаме за приоритетни. Која е нашата цел? Враќање на средната класа. И велиме зошто да ја вратиме средната класа, за тоа ќе зборува повеќе Драган, но прво да видиме дека ја немаме. Многу е важно сликовито да представиме во ова општество дека средната класа е исчезната. Погледнете, тука се по 10% поделени граѓаните во Македонија. За да живеете во средната класа, отприлика ви требаат 34.000 денари. Погледнете, 70% од граѓаните живеат со приход месечен под 34.000 денари. Во суштина, до 70-та децилна група, 30.999 денари се нивните приходи месечни. А останатите, само 30%, може да кажеме дека се во средна и над средна класа. Нашата цел е во суштина да ја подбутнеме оваа граница. Не може само над 70% од граѓаните да влегуваат во средна класа. Напротив, таа граница треба да почне многу порано. Сега, како да ја вратиме средната класа? Ние мислиме дека она што оваа власт се обидуваше да го рекламира и постојано да го прави, со тоа што ќе излегува на телевизиите секој ден реформи и мерки, е сосема погрешно. Јасно е дека тие мерки, реформи, проекти кои што секој ден ги промовира, само уште повеќе ја зголемуваа нееднаквоста во општеството. Ние мислиме дека наместо тоа треба да направиме 5
големи работи, да поставиме 5 големи столбови во Македонија и потоа никогаш да нема враќање назад. Тие да обезбедуваат враќање на луѓето во средната класа. Еве сега ќе ви кажам и теоретска подлога за тоа. За ова постои теоретска подлога. Например, има еден труд кој што е многу почитуван, напишан е од тројца економисти од Харвард. Хаусман, Родрик и Веласко се нарекува. Трудот се нарекува Growth Diagnostics или диагностицирање на растот. Тие велат дека во земјите, посебно земји во развој, кои што имаат проблем во економиите, треба да се престане со политиката на, они го викаат, washing machine реформи. Политичката гарнитура на власт да бутне во реформи, значи као машина за перење, што на нив им одговара или тоа што нив им користи за задоволување на нивните интереси. Тие велат во овој труд. Наместо тоа, единствениот исправен начин е да земете и да се обидете да ги промените најбитните работи во општеството. Ние токму тоа сакаме да го направиме. Ние сакаме 5 големи работи, 5 големи столбови да поставиме во Македонија и потоа работите да почнат да се менуваат, независно кој е на власт. И затоа, како што напомена Драган, воведуваме во нашата визија 5 столбови. Ако направиме општество во кое што овие 5 столбови ќе функционираат, сметаме дека ќе направиме здраво, цврсто општество кое што има иднина. Првиот столб се однесува на одговорна власт и контрола на власта. Ја враќаме моќта кај граѓаните. Граѓани кои што имаат можност да ја контролираат власта, власт која што се плаши од граѓаните, а не граѓани кои што се плашат од власта. Тоа е првиот столб. Вториот столб се однесува на праведна распределба на доходот и извлекување од сиромаштија на граѓаните. Тука се фокусираме на зголемување на даноците кои ние 5% најбогати граѓани во Македонија, за да може да преелееме средства или зголемување на парите кај оние кои што се најсиромашни граѓани во Македонија. Третиот столб се однесува на развој на домашните капацитети и пристојна работа. Тука се фокусираме на стимулирање или можности за отварање на нови работни места, поради тоа што само така може да имаме силна економија, но при тоа при генерирањето на тие нови работни места внимаваме тие работни места да бидат пристојни или да нудат безбедност и здраве при работа и квалитетни работни места кои што ќе бидат одржливи понатаму. Четвртиот столб се однесува на европска иднина и квалитет на живот. Единствената иднина за Македонија е европската иднина. За да можеме да ја вратиме Македонија на патот кон Европа, мораме да ја смениме оваа владеачка структура. Тоа е едното. Но исто така треба да обезбедиме квалитет на живот, а тоа значи квалитетно јавно здравство, тоа значи квалитетно образование, квалитетни услуги од страна на државата, еднакост пред судовите. Само така може да зборуваме за квалитетен живот. И последниот столб се однесува на тоа дека градиме едно општество. СДСМ е горда на тоа што станува мултиетничка партија. Се повеќе различни етнички групи на граѓани се приклучуваат кон СДСМ, тоа ни дава сила за понатаму. Во суштина до сега градевме две општества во една држава. Не, ни треба една држава и едно општество во кое што сите веруваме и сите заеднички го градиме. Тоа е нашата визија. Оваа недела практично зборуваме, дебатираме за третиот столб, развој на домашните капацитети и пристојна работа. Главната цел е тука да обезбедиме цврста основа од домашни предпријатија. Како ќе го обезбедиме? Со државна поддршка, значи буџетска поддршка преку еден цел систем на различни мерки кои што ќе се обидат да ги помогнат и да постават домашни предпријатија во фокусот. Значи тие да бидат основата на развојот, а не да се чека од странски компании. Третиот столб, напоменавме и на почетокот, се однесува на тоа дека развиваме домашни капацитети, инвестираме во мали и средни предпријатија домашни, инвестираме во земјоделие, во инфраструктура, во енергетика. Но денеска се фокусираме на тоа како сите овие генерирани нови работни места во овие сектори ќе обезбедат пристојни вработувања и пристојна плата. Сега, значи, зборуваме, минатата дебата беше повеќе за каква ќе биде поддршката, а сега зборуваме за пристојна работа. Сега веќе почнеме со презентација на некои од нашите најбитни политики или дел од мерките. Првата е поддршка за отварање на работни места.
Актуелната власт во сите овие години просечно годишно издвојуваше некаде околу 5 милиони евра во програми за потекнување на вработување. Колку е тоа? Тоа е многу помалку од изградбата на еден споменик кој што го градеа на плоштад, а тоа у суштина требаше да го сакаат да се спротистават на најголем миот проблем во државата. Ние мислиме дека тоа мора да се смени и уште во првата година од мандатот сметаме дека поддршката за потекнување на вработување ќе ја зголемиме за 4 пати или ќе изнесува некаде 22 милиони евра, со тоа директно ќе бидат стимулирани некаде 16.500 вработувања во приватниот сектор. Сега, главното прашање е тука, од каде ќе ги обезбедиме парите? Треба да знаете дека ние мислиме да ги обезбедиме парите од два извори. Првиот столб. Првиот столб во основа треба, на визијата за Македонија, треба да ни овозможи до крај транспарентност на трошењето на јавните пари, со што практично ние мислиме дека голем дел од средствата кои денес искривено се трошат и одат во различни джепови, ќе ни бидат ослободени да ги користиме во нешто што е битно, например за решавање на проблемот на невработеноста. Вториот агол, вториот извор како ние мислиме да обезбедиме пари. Преку алокација од непродуктивни трошоци. Значи ние се откажуваме од изградба на споменици, административни згради. Исто така во моментов постои изградба на ограда околу владата која што чини страшни пари. Значи ако таму алоцираме пари према нешто што треба, а невработеноста е главниот проблем, значи ќе имаме сериозна фонд за борба против невработеноста. Исто така, во овој дел ние мислиме дека како ќе биде распределата новие фондови средства за потекнување на вработувањето, треба да биде не од еден центар како што е до сега, туку да им се остави на регионите или на општините, тие самите да кажуваат кои се битни активности за потекнување на невработеноста кај нив. Различно е да пробате да потекнувате работа, да речеме, во центар или во општина центар или во Македонска Каменица. Значи морате да имате различен пристап. Најголем процент од младите се невработени, не ја гледаат својата иднина во Македонија и ја напуштаат државата. Затоа ние една од главните мерки која што ја гледаме во оваа визија е гаранцијата за млади. Ова е европска мерка. Што значи гаранција за млади? Дека по завршувањето на образованието секој млад човек во период од 4 месеци ќе добие или понуда за вработување, или можност за понатамошно образование, или обука и тренинг за да го заекне процесот до вработување. Во суштина со ова отвараме можност младите луѓе да не губат контакт со пазарот на труд. Постојано да се блиску до пазарот на труд и да ги следат сите можности кои што им се нудат во даден момент за да добијат работно место. Следно е фер плата. Многу е важно сите работници да добијат адекватна плата во процесот на работење. Зошто? Ние велиме и зошто е тоа многу важно. Заради тоа што минималната плата во моментов, ќе ви објасни Драган, не се спроведува целосно, иако имаме закон за минимална плата. Ние велиме минимална плата 11.000 денари во 2016 година. Но за сите гранки, во моментов вие имате исклучок кај најкритичните гранки, како што се кожарска, текстилна индустрија. Зошто да биде тоа така? Оние кои што се најексплоатирани работници, сепак да не го земаат минимумот утврден во општеството. И висината на минималната плата ќе биде усогласена со просечната плата во Република Македонија, со трошоците за живот, но и со вработеноста во економијата. Исто така, треба да знаете дека пратеничката група на СДСМ веќе достави предлог за вакви измени што ние денеска ги предлагаме. Едно од работите кои што е тамо напишано, велиме дека долната граница на минималната плата не смее да биде под 45% од бруто платата. Зошто е тоа напишано? Бидејќи постоењето на минимална основица за плаќање на придонеси прави да постои регресивност во оптоварувањето на платите. Таа е поставена на 50% од бруто платата. Значи, ние сакаме минималната плата да ја избуткаме сега, но разумно. Еве прв пат ја поставуваме на 45% со цел да ја укинеме, да ја избришеме таа регресивност во оптоварувањето на платите.
кога сме кај минималната плата, треба да знаете дека најголемиот проблем е тоа што власта се обиде да направи една измама. Каква? Гледайте, Меѓународната организација на трудот вели дека минималната плата го представува најниското ниво, значи едно ниво на плати за кои што некој во полно работно време работи во економијата. И сега кога го донесува законот, еве во 2012 година, тие силно рекламираа дека минималната плата изнесува 8.050 денари во нето, а во суштина, бидејќи вградија тамо коефициенти, нивото на минималната плата беше многу пониско. 6.263 денари практично за оние работници на кои што им требаше минималната плата во делите за текстил, за облека и за кожа. Ако потоа направеа измени во 2014, истото го повторија, ги избришаа коефициентите, но второто ниво и тоа изигрување со минималната плата го оставија. Истото го пишува и во законот, односно истото ќе се случи ако не го промениме и во 2016 година. Тие велат, минималната плата ќе биде 10.080 денари, но баш за оние работници кои што им треба, текстил, облека и кожа, нивото ќе биде многу пониско. Ние, сакајќи минималната плата, да ја поставиме како што е секаде во свет и како што ја бара Меѓународната организација на трудот, едно ниво. Предлагаме да постои едно ниво на плата. Практично, и која ќе биде 11.000 денари, а овие три одели, текстил, облека и кожа, кои што имаат пониско ниво, да го стигнат. Да ја стигнат таа 11.000 денари на плата. Прво прашање што тука би требало да го поставите, дали ние ќе ги доведеме во ризик работниците? Зошто? Бидејќи некои работодавачи, ако им се зголеми оптоварувањето на плата, може да отпуштат работници. Ние ова го знаевме, го анализиравме. Ние рековме вака, ќе формираме фонд за поддршка на животниот стандард на овие најранливи работници. И да не се случи да имаме ризик, некој да биде отпуштен од работа, за секој работник, ова е со цел за секој работник кој што земал минимална плата најмалку 6 месеци изминатата година, ќе му овозможиме на работодавачот од државата, значи државата ќе му префрли 1900 денари, значи скоро целиот износ на тоа што тој треба да го покрие кај работниците, со цел, тука сакавме две цели да постигнеме, значи прво работодавачот да не е на негов товар, да не е на негов грб зголемувањето. Втората цел е практично никој да не ни остане да не изгуби работа. Сега треба да знаете дека со ова решение, значи прво гледавме да заштитиме да не им ги спуштаат платите, со тоа што воведовме контролен механизам. Велиме за секој работник кој што во 2015 година најмалку 6 месеци зема ваква плата, значи нема да толерираме ако некој ги намалува платите и нема да се алиментира така. Второ нешто, исто така битно, е колку ова ќе чини, ова е можеби најбитното. Колку ќе чини? Зошто е битно колку ќе чини? Бидејќи ние товарот од грбот на работниците, тие ги немале парите, работат во полно работно време, се мачат во овие текстилна облека, кожарска индустрија, значи ние практично го префрлуваме на страна на државата во одреден период, неколку години, каде што чекаме да се прилагодат работодавачите. Колку ќе чини? Околу 50.000 работници има во овие три одели со најниски плати. Ако се земе дека еве на сите тие, а не се сите минимална плата да земаат, да добиваат месечно по 1900 денари, 12 месеци во годината, знаете ли колку е тоа? 18,5 милиони евра. 18,5 милиони евра чини изградбата на панорамско тркало. Тоа значи дека во 50.000 македонски семејства ќе влезат дополнително по 2.000 денари секој месец, ако државата се откаже, или оваа актуелна власт, ако се откаже од изградба на панорамското тркало. Другиот економски аргумент, зошто ова е важно? Бидејќи тие луѓе, овие семејства со најниски плати, тие нема нити да ги штедат парите, нити да ги купуваат луксузни добра од увоз, туку тие ќе ги потрошат во потрошувачка за лични потреби, за исхрана, за домување. Практично тоа повторно ќе стимулира побарувачка на овде во нашава економија. Сега,
Пред да предеме на другото, ја ќе ви објаснам уште една работа која што сметаме дека е битна. Овде го гледате индексот на регулираност на пазарот на трудот. Од релевантна институција е превземен, меѓународна. Што тој покажува? Значи, овој индекс ви покажува какви се законите на пазарот на трудот. Како се чита, од 1 до 10 може да земе вредност, а ако е од 1 до 3, тоа значи дека законите на пазарот на трудот висат целосно на страната на работниците. А ако се над 7, меѓу 7 и 10, тоа значи дека се целосно на страната на работодавачите, измеѓу работници и работодавачи. Гледате дека од овие земји, значи представен е нашиот регион плюс Германија и плюс Словенија како некои земји за споредба. Словенија и Германија имаат многу пониски вредности од останатите земји во регионот. Тоа значи дека имате повеќе заштита на работниците, додека Македонија за жал се наоѓа на крајот. Значи, ние имаме најмалку заштита, односно немаме заштита на работничките права во законите. И второ нешто што може да го видите, имате 2 години, 2005 и 2013. Гледате, 2005 вредноста на овој индекс бил многу понисок, бил под 7. За овој период имате драстично влошување на работничките права. Ова е значи екзактен податок на база на меѓународен индекс. И затоа ние нудиме мерки и механизми кои што ќе го променат ова кое што го зборуваше Драган. Затоа велиме нов закон за работни односи со цел заштита на правата на работниците и чистење на сите членови кои што даваат поголемо влијание на работодавците наместо на правата на работниците. Исто така ја спречуваме и злоупотребата на технолошкиот вишок. Преку зголемување на бројот на и висината на отпремнини при прогласување на технолошки вишок е едната заштитен механизам, а вториот се однесува на тоа што ниту еден работодавач кој што ќе прогласи технолошки вишок за одредено работно место нема да може да прими работник на исто или слично работно место во период од 2 до 3 години. Со ова сметаме дека технолошкиот вишок итекако ќе престане да се злоупотребува како мерка. И повторно, ако сакате екзактно да видите каква е состојбата со колективното договарање на платите и каква е улогата на синдикатот во тоа. Погледнете, овде е индекс на колективно договарање на платите и претходно не кажав, 2013 година е последна за која што има податок. Како се чита овој индекс? Значи, ова е од глобалниот извештај за компетитивноста во економијата. Значи, како се чита? Повторно, ако е меѓу 1 и 3, тоа значи дека платите во економијата во целост се договараат преку колективно договарање и соучество на синдикатите. Над 7 практично дека вие немате ваков процес, туку се е оставено на работодавачите при одредување на платите. Помеѓу, ако сте 3 и 7, значи имате нешто измеѓу. Гледате дека Германија повторно е едниот екстрем. Тие се многу близко до целосно колективно договарање на платите преку учество на синдикати. Македонија, за жал, дури и во споредба со земјите од нашиот регион, се наоѓа во групата на земји каде што колективното договарање на платите и учеството на синдикатите е занемарливо. И се е оставено на работодавачите. Практично работниците се тие кои што тука не ги остваруваат своите права. Затоа во Македонија ни е потребно независно и силно синдикално здружување и организирање. Што правиме ние за да конечно ги ослободиме синдикатите и од политичките партии? Даваме можност тие да формираат своји синдикални организации и сега имаат можност, но тука има обврска да секој правен субјект во Македонија сите платата и сите други работни односи ги организира преку потпишување на колективен договор. И само така може да обезбедиме организирање на синдикални организации во приватниот сектор кој што во моментов ги немаме. Со ова сметаме дека ќе дадеме можност да се развијат синдикатите, но исто така зборуваме за тоа дека синдикатите ќе останат надвор од политичките партии и тие ќе продолжат да ја коригираат и власта на СДСМ кога ќе прекршува или кога нема целосно да воведува закони кои што ги почитуваат работничките права.
Освен тоа, што велиме ќе ги почитуваме работничките права и ќе обезбедиме синдикално здружување фер плати, во Македонија сме сведоци на работници кои што или се повредуваат или сосема починуваат на работното место. Паѓаат од скелиња или се различни повреди трпат на работните места. Тоа е заради тоа што механизмите за заштита и безбедност на здравието на работниците е во лоша состојба. Ние велиме ќе воведеме регистар на професии и за секоја професија ќе имаме одредено ниво на потреба од заштита. Изгенерираме мерки за секоја професија поединечно. Дополнително ќе воведеме и сразмерни прекршоци за непочитување на безбедноста и здравието при работа. Со ова ќе обезбедиме инспекциите да имаат и превентивна улога, но и секако заштитна улога. Поради тоа што со воведување на сразмерни прекршочни одредби и глоби, вие од една страна го поттикнувате работодавачот да внимава кои мерки ги користи и ги почитува, но исто така и го штитите работникот ако навистина се случи повреда да тој биде обештетен. Ова се дел од мерките во делот на пристојна работа кои што сакаме да ви ги представиме денеска, кои што сметаме дека се важни и круцијални за да може да зборуваме за пристојна работа во Македонија. Но од вас очекуваме многу предлози и критики кон овие мерки, за да навистина заедно ја искреираме визијата за Македонија. Ние сме сериозни дека сакаме да направиме пристојна работа и да го подигнеме овој многу важен трет столб во нашето општество и економија. Значи, сме сериозни за тоа. Многу време комисии во СДСМ работеа на ова, но уште поважно ние сега да ги слушнеме вашите и критики, и предлози, и решенија за заедно да можеме да изградиме еден цврст трет столб во визијата за Македонија.